Подгрупата за помирување го договори предлог текстот за амнестија. Помилување ќе нема за организаторите и насилниците од собраниските настани. Пратениците консензуално го прифатиле предлогот да се направи дистинкција меѓу физичко насилство и учество во толпа. Обвинетите за тероризам преку барање ќе се изјаснуваат дали прифаќаат амнестија или за нив ќе продолжи судскиот процес. Е направена, значи најдена е правна формулација и направена е јасна дистинкција помеѓу лицата кои што се организатори на настанот и насилниците, значи на 27 април. Сакаме да оставиме можност да лицето, ако смета дека не му е потребно и дека сака да си, тогаш ќе си продолжи завршни зборови, да оставиме простор да си ја докаже својата улога. Од телото за помирување не потврдуваат ниту пак негираат дали со ваквиот закон ќе се направи преквалификација на делото, бидејќи согласно законите амнестија не може да има за терористичко загрозување на уставниот поредок. За опозицијата целиот процес на помирување е фарса, откако власта не даде поддршка на нивниот закон за амнестија, со кој бараа неселективна правда за сите инволвирани во ланските настани. Нема да учествуваат во политички пазарења за уставното име. Нашиот став во тој дел е апсолутно јасен. Ние не учествуваме во работата на тоа тело затоа што апсолутно станува збор за политички пазарања поврзани со уставното име Република Македонија. Истовремено, нашиот став е принципиелен, а тоа е дека треба да има амнестија за целиот настан, за да нема политички условувања, уцени, перипети и сето она што го гледаме сега за затворени врати. Се очекува веќе утре да заседава и собраниското тело за помирување, за да се договори и предлог текстот за законското решение кој ќе се гласа по скратена постапка на пленарна седница. Токму законот за амнестија беше и условот на 8 пратеници кои го обезбедија двотретинското мнозинство за гласање на уставните измени.